Здраво на сите дечки, јас сум Јосиф од FitKit мобилната апликација и ова видео кое што нема да биде прво и последно, го правиме во насока да излеземе во пресрет и да ви помогнеме, пред се и јас како Јосиф да ви споделам некои искуства од моето до сегашно онлайн работење и како FitKit да ви споделиме искуства исто за онлайн работењето и она што ние го имаме стекнато како знаење во овие неколку години работа со најразлични фитнес центри, тренери и студија, и да си помогнеме заеднички да побрзо и подобро ја пребродиме оваа ситуација, и не само што ќе ја пребродиме, туку и да извлечеме нови можности, затоа што она што во моментов на секој од нас не останува е да е вежбањето дома, односно да на луѓето продолжиме да им овозможуваме вежбачки услуги кои што ќе бидат продуцирани од нас. За многу од вас тоа е голем шок и голема новина, но ќе се обидам да ви помогнам во ова видео. Разграничиме што е подобро кога зборуваме за онлайн вежбањата по дома, дали е живо, дали треба снимка да им дадете, дали тоа да биде одредена платформа или не. Она што го правевме ние во периодот од ноември до јануар, со што би сакал ова видео да го започнам, е едно истражување спроведено, побарано од нас, спроведено од Insider агенцијата за Market Research, во кое што и ние се изненадивме дека 21% од пазарот на фитнес индустријата, луѓето вежбаат дома, без разлика дали се приклучени во одредено студио, дали одат во теретана, фитнес центар или било каква активност да спроведуваат, сепак има луѓе и голем процент на луѓе кои што вежбаат и дома. Но во оваа ситуација тоа само ни придонесе за да ги убрзаме тие процеси. Прва работа, она што сакам денеска да ви го кажаме дека продуцирањето и давањето на вежбачки услуги кои што луѓето ќе ги користат дома во живо е многу подобро од снимка. Најголемиот страф на многумина од вас во продуцирањето и давањето вежбачки услуги во живо, дали на Facebook, Zoom и така натаму, е тоа што се плашите како ќе изгледате, како ќе звучите. Ја тоа го разбирам затоа што и јас на почетокот кога сум почнувал не сум можел да си го не можев да се слушам едноставно и да си го слушам мојот глас пред сега, да не зборувам дека и кај мене се јавувале осудувачки гласови за тоа како изгледам, дали е светлото идеално, дали е позадината идеална, но верувајте, тоа е апсолутно неважно. Многу често се случува во овакви случаеви да едноставен коментар на еден или двајца од вашите членови дека времето за вежбањето во живо дека не им одговара, да ве донесе до точка да прифатите дека да, тоа е многу добра логика и најверојатно ќе правам снимки затоа што не на сите им одговара терминот за вежбање во живо. Но тоа е погрешно, затоа што на крај на денот снимањето во живо може да се претвори во снимка која што вие подоцна ќе ја објавите, па за тие неколкумина кои што не можат да стигнат да ја видат снимката и да го извежбаат тренингот. Идеалноста на снимката, повторно ќе кажам, е апсолутно нешто за кое што не треба да се секирате, затоа што луѓето тоа ќе го прифатат. Вие не сте видеопродуцент, не сте режисер, не сте глумец и е нормално дека нема тоа да биде идеално. Ниту па вежбачите го бараат идеалното. Да не заборавиме дека студијата во кои што вежбате, ги поседувате, сте собственици и така натаму, се далеку од идеални. И пак ќе речам, вежбачите доаѓаат не за инфраструктурата и за просторот и за тоа колку е убаво внатре, туку доаѓаат поради вас. Вие сте причината, го сакаат начинот на кој што се однесувате према нив, го сакаат начинот на кој што ги водите низ тренинзите, затоа не се оптеретувајте со продукцијата, оптеретувајте се со тоа да ја создадете интеракцијата, а најдобрата интеракција е секогаш во живо. Друга работа која што исто така е важна, и е многу поголем придонес во живо снимањето за разлика од снимката, е тоа што немојте да заборавите дека понекогаш луѓето доаѓаат и за самата социјализација. Луѓето ги сакаат разговорите и смеењата додека сте усоблекувални и пред тренинг. Луѓето ги сакаат смеењата и разговорите кога сте и после тренинг. Вие никогаш во сала не им оставате табла со напишан тренинг, слики од вежби или снимен тренинг ставен на голем телевизор па тие да го следат тренингот. Доаѓаат поради вас и затоа ја сакаат интеракцијата со вас во живо. Уште една работа е дека во главата на вежбачот е многу полесно и подобро
да знае дека ова што го вежба се одвива во истиот момент и кога он вежба, дека уште десетина луѓе како него во истиот момент вежбаат и едноставно има можност да постави прашање, да направите интеракција, да им споделите на сите дека дечки, ако ја правите оваа вежба, доколку некој од вас не може, нека ја направи оваа заменска, некој можеби да ви каже и на оваа вежба ова ме боли, па ќе му дадете некаков совет како тоа да го совлада и така натаму. Значи, можностите во живо се многу поголеми. Создавање на снимка, од друга страна, има и една болна точка, а тоа е дека ќе треба да снимате сигурно многу повеќе време за разлика од снимањето во живо. Од причина што ќе земете телефон, па прво ќе се местите, чекај како да биде, што да биде, која музика да ја пуштам, отпосле ли да лепа музика, па ќе направите едно снимање, па ај сега стоп, ај сега овие вежби, па дали да кажам нешто при влезот во вежбањето. Некако не е тоа природно. Како и да е. И да го снимите, затоа што не сите сме родени па на крај на денот и да зборуваме во живо, и да ја направите снимката, имате следна фаза, а тоа е монтирање, сечење, лепење, додавање на музика и слично, што на многу од вас нема да ви се допадне воопшто, да не зборуваме за тоа дека одзема време. И третата пречка е закачувањето онлайн. Најчесто денешните телефони имаат се квалитетни, имаат квалитетни камери и при тоа продуцираат материјал кој што тежи. Тоа значи дека ако ви имате тренинг од 45 до 60 минути, тоа ќе има сигурно ќе зафати доста гигабајти. Во ова време кај што многу од луѓето по цели денови седат на интернет, мрежите се преоптеретени, многу често се случуваат мали прекини на сообраќајот на интернет. Тоа ќе значи дека доколку треба 3 сати за да се аплодира одредена содржина, дали на YouTube, на било која платформа, веројатноста дека измеѓу ќе се прекине, па ќе треба однова да почнете е голема и при тоа се создава нервози и при тоа ве става во ситуација да се правдате пред вашите вежбачи. Интернетот ме зафркава, YouTube нешто ме зеза, Instagram и така натаму. Последна работа која што ќе ви овозможи е што може да вратите многу луѓе кои што порано вежбале кај вас, а сега по некоја причина се иселиле дали од Скопје, дали воопшто од Македонија. И ќе биде можност да направите во иднина да го интернационализирате бизнисот. Од причина што во вашето студио можеби капацитетот е 15 луѓе, но капацитетот на еден можеби Zoom митинг е уште дополнителни 100 луѓе, што ја прави можноста многу голема да интернационализирате бизнис. И на крај плаќањето, кој што исто така многу од вас во периодов ги засега, колку да наплаќам, дали да наплаќам и така натаму, по мене не треба да биде воопшто прашање, затоа што, пак ќе речам, луѓето не ви плаќаат на вас месечна чланарина за вежбање за да вие си ја покриете киријата и да платите трошоци, туку луѓето ви плаќаат затоа што го сакаат вашето време и вашата енергија. И ништо не се сменило, само се сменува каналот преку кој што ја консумираат вашата енергија и вашето време и вашите вештини, а тоа е онлайн и интернет. Затоа воопшто не се плашете да наплатите и иста цена која што сте наплаќали во студиото, вежбачите тоа ќе го разберат и пак ќе ви кажам, кириите вас никој нема да ви ги прекине, кириите си течат и луѓето не ги интересира колку кирија плаќате и не ви даваат месечна чланарина за да излезете вие на крај со киријата, туку затоа што го сакаат тоа што вие го имате да им го дадете на нив. Како платформа, ако зборуваме која е најдобра, јас би ги бирал Zoom и YouTube, но за тоа заедно со Такт ќе направиме чекор по чекор сетапирање идеално сетапирање на вашиот онлайн тренинг, за да имате и најголема контрола, во смисла да знаете кои вежбачи ви доаѓаат. Ние конкретно и со FitKit ќе правиме можност да може да се наплаќаат тренизите и преку FitKit и да доаѓаат луѓето и преку FitKit, и за да воспоставите една добра контрола на целиот флоу и процес на тоа како доаѓаат вежбачите и слично, ќе направиме уште едно или две видеа во кои што чекор по чекор ќе ви ги објаснуваме тие работи. Доколку имате било какви прашања и нешто доколку не успеав јас да спомнам, а ви прави дилема, слободно обраќајте ни се, затоа што ова е време во кое што треба да ја покажеме сите нашата ранливост и да си помогнеме и да излеземе многу посилни и да излеземе со многу подобри можности во целата фитнес и велнес индустрија, затоа што секого од нас му треба на секој од нас. И овие се времиња во кои што треба да бидеме најкохезивни и да
имаме најдобра соработка.